Собранието денеска гласаше за избор на нови членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, но процесот беше проследен со низа контроверзи. Кандидатурата на Џихан Ахмет е повлечена по бурни реакции од јавноста, па за незиното место беше најавено дека ќе се распише нов оглас. Од мрежата за заштита од дискриминација предупредуваат дека наместо независност Комисијата се повеќе се партизира. Во собранието е колешката Далиборка Демјанска. Далиборка, денеска на дневен ред беше и изборот на нов состав на Државната изборна комисија. Точно така, денеска собранието имаше прилично плодна работа, за брзо време беше изгласан, како што веќе кажа, и ти новиот состав на Државната изборна комисија, односно ново стариот состав, затоа што нов е само председателот на комисијата Бојан Маричич, додека сите останати членови се веќе во оваа комисија и продолжуваат со својот мандат. Борис Кондарко, досегашниот председател, сега ќе биде член на комисијата. Како што кажа веќе и ти, исто така беа изгласани новите членови на Комисијата за заштита од дискриминација, тоа се Лимко Пејзаровски и Наташа Абдију, додека спорната кандидатка Џихан Ахмет веќе ја повлече својата кандидатура по силните реакции од мрежата за дискриминација и на јавноста по јавното представување во собранието од каде се покажа дека нема познавања од оваа област, особено за Истанбулската конвенција. Исто така и го нема потребното работно искуство од 7 години работа во оваа област. Денеска беа изгласани измените и дополнувањата на кривичниот законник, кои што треба да го премостат вакуум периодот што се направи по одлуката на Уставниот суд да го поништи решението од пред 2 години со кои беа укинати членовите 353, односно после кои се спасија многу функционери од кривичен прогон. Овие измени, исто така, за измените имаше многу забелешки, меѓутоа денеска беа изгласани од страна на опозицијата, за нив гласаше и СДСМ. Левица кажа дека ќе ги поддржат измените, иако има забелешки за неколку одредби. Предлагам да ги слушнеме изјавите. Со ваквото законско решение ние најпрво имаме најмалување на казните за делата кои се сторени од областа на злоупотребата на службена положба и должност, како и во делата при злоупотреба на јавни набавки. И вториот момент кој директно се имплементира со ваквото законско решение, што се декриминализира де факто голем дел од делата при злоупотреба на јавни набавки, односно за разлика од 2023 година, кога самиот член 353 предвидуваше многу поширок опсег, што значи тоа злоупотреба на јавни набавки. Сега, со ваквото законско решение, кое е поднесено од група пратеници, де факто се предвидуваат само два основи за гонење при злоупотреба на службена положба, односно при злоупотреба во јавни набавки. И да ве потсетам како се измени во 2023 со дополнен на дневен ред, без никаква претходна најава, без консултација со експерти, како што овој пат го направивме преку јавна расправа, сите експерти дојдоа, си кажаа своји забелешки, се применија дел од забелешките во законот, тогаш со европско знаме, преку дополнен на дневен ред, се внесе измената на кривичниот законник. Ама тогаш не слушнавме, ние баравме со години да се внесат измените за инкриминирање на многу кривични дела во делот на насилството кон жените, но немаше слух за да се внесат тие и тогаш само со една единствена измена да се амнестираат криминалците од СДСМ и ДУИ. Според новите измени, насилството врз жените или семејното насилство ќе се гони по службена должност, односно нема да се чека жртвата сама да го пријави. Исто така законот содржи нови одредби во врска со злоупотребата на аудиоснимка, на снимка или фотографија со експлицитна содржина, а има одредби за проширена конфискација. Секако законот содржи и одредби кои што се однесуваат на безбеден град. Овие измени дополнувања треба да го премостат овој период, како што кажав, од одлуката на Уставниот суд до донесувањето на новиот кривичен законник, кој веќе се подготвува во Министерството за правда и за кој министерот неодамна кажа дека очекува да биде готов веќе во јуни.